Социјалдемократскиот сојуз ги поддржува проектите кои ги решаваат проблемите на граѓаните, како во случајов со недостаток на паркинг простор, но тие треба да се градат според законот и прописите, рекоа денеска на пресконференција од партијата. Кога се уште неразбуден од двегодишен сон, градоначалникот пробува нешто да сработи, апелираме да води грижа да не се наруши функционалноста на останатите објекти, да не се нанесува штета и загуби на истите. Соодветно, да се обезбеди објектот со цел заштита на граѓаните. Градоначалникот помпезно најави борба со дивоградбите, а од тоа не видовме ништо, иницирано од познатата афера со дивоградбата на секретарот на општината, за која исто така беше најавена одговорност, на дело демонстрира непочитување на прописите и одобренијата кои самата општина ги издава. Одговорност нема, а дивоградбите никнуваат на сите страни. Со оглед на јавните искажани реакции на засегнатите страни, се поставува прашањето дали постојат пропусти во постапката, дали посочената градба со видно бетонска конструкција може да се карактеризира како урбана опрема, како и останатата документација. Од СДСМ ги повикуваат сите надлежни институции, инспекторати и останати да постапат во рамките на надлежностите и да ги отстранат сите пропусти од овој проект. Да не беше трагично, ке беше смешно, реагираше штипскиот градоначалник Иван Јорданов. Замислете партијата Социјалдемократскиот сојуз, која што 30 години го уништува Штип, излегува на пресконференција за да ја сопре изградбата на единствената катна гаража која што некогаш се започнала да се гради. Партијата која што ништо нема направено за Штип, излегува да критикува, замислете, дека некој нешто сака да направи. Тоа кое што тие требало да го направат во изминатите години кога имале локална власт, а не го направиле, денеска го спречуваат да се изгради. Јас ќе апелирам и до надлежните институции кои што се надлежни, до СВР Штип, да го спроведат законот, да не дозволуваат изградбата на оваа катна гаража некој да ја кочи. Ќе апелирам и до началникот на СВР Штип да внимава што прави, да не даваат подршка, партиска подршка во насока на обструкција на изградбата на катната гаража, затоа што времето ќе помине. Ќе треба некој да одговора, а ќе има и внатрешна контрола на тоа како некој ги управувал институциите. Јас минатиот пат кажав дека нема да дозволам некои деструктивни сили кои што го користат Штип само за лични интереси да го кочат во изградбата. Со сите овие сили ќе се спротивставиме и ќе се избориме да Штип се изгради и да се направи онака како што заслужува да биде центар на Источна Македонија. Нема да дозволам и овие и граѓаните да бидат заложници на овие луѓе кои што го кочат развојот на општина Штип.